Гоце Делчев се појави на македонската историска сцена во едно специфично време. Во времето кога сите општествено-економски и политички представки беа налице присутни за издигање на вековното отлените надежди и стремежи за слобода и равноправна екзистенција на повисок степен. Како ружба на својата епоха, тој како и другите протагонисти на македонското револуционерно движење успеа да проникне во желбите и стремежите на македонските поробени маси и да стане нивни вистински изразител и двигател. Георги Гоце Делчев е роден на 4 февруари во Новстил 1882 година во Кукуш, Македонија, како прво машко дете на бројната и угледна фамилија Делчеви. Неговите родители биле добро ситуирани и едно од најстарите семејства во Кукуш. Татко му Никола Делчев бил кукушанец, а мајка му Султана Нурџиева потекнала од блиското село Муравци. Гоце се школувал во Кукуш, каде што завршил прогимназијско образование во учебната 1886-87 година. Година дена подосна, Гоце го напушта Кукуш и се запишува во 4-ти клас на Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. Близу половина ученици од класот биле дојдени од разни прогимназии од Македонија, меѓу кои се разменувала литература со социјалистичка содржина. Набрзо, како ученик во Солунската гимназија, тој ја согледал европската положба на македонскиот народ и со младенски жар ги усвојувал основите на револуционерната филозофија. По завршувањето на средното образование во Солун, Гоце се запишува на војното училиште во Софија во 1891 година. Неговото натамошно школување придонесувало за појасно определување на револуционерната цел. Како питомец во војното училиште во Софија е откриен дека тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ја ширел социјалистичката литература. За ваквата своја активност бил казнет со исклучување од училиштето во 1894 година. Без право да добие офицерски чин, единствено добива свидетелство дека го завршил курсот на училиштето. Задоволен од пресудата и ослободен од стегите на бугарската униформа, Делчев ќе се ангажира на формирање на македонска револуционерна организација. Ваквите негови јасни ставови беа зацртани уште во јули 1893 година, кога во разговор со Коста Шахов и Иван Хаджи Николов во Софија ги прифатил принципите предлагани Хаджи Николов и се нафатил како честно и авторитетно лице да учествува во формирањето на македонската револуционерна организација. Назначен за учител во Ново село Штип, Гоце Делчев се враќа во Македонија во 1894 година со јасна цел и визија. Тука се сретнува со Дамир Груев и се вклучил во раководењето на тајната македонска револуционерна организација. Во пролетта 1895 година тој прошил мрежата на организација и преку Виница организирал тајни канали. Заедно со Туше Деливанов, за време на резидентските пранци, извршил голема виулка низ Македонија. И да посетим Веле, Солун, Кукуш, Дојдан, Гевѓабија, Струмица, Радовиш. Во Солун учествувал на советувањето со водечките личности на македонската револуционерна организација Дамир Груев, Пери Тошев и Иван Хаджи Николов. За земење на став во Македонскиот комитет основан в Софија, подоцна е премено во Врховен македонски комитет. Во септември бил назначен за директор на училиштето во Штип. Пред крајот на декември 1995 година Делчев ополномошен од ЦК на МРО отпатувал во Софија за да работи на спречување на влијанието на Бугарија во внатрешните работи на македонското ослободително дело. Во почеток на 1996 година организиран пунктови на МРО во Чустене од Дупница, а во февруари и во Штип. Во април 1996 година учествувал на Солунскиот конгрес, на која била освоена нова идеологија и стратегија во действување на организацијата, со вклучување и на Одринско дошло до промена на името од Македонска револуционерна организација во тајна Македонска Одринска револуционерна организација, скратено МОРО. Со Ѓорче Петров изработили уставот и правилникот на организацијата 1996 година, публикуван и дистрибуиран во 1997 година, каде што целта на действување на организацијата била да се издвојува со револуција, политичка автономија за Македонија и за Одринско. Во септември Делчев бил назначен за главен учител во Панско, од каде што е продолжил дејноста на ширење на мрежата на револуционерната организација. Се откажал од учителската должност во ноември 1996 година и целосно се посветил на македонското ослободително дело, а во декември истата година ја презел должноста за задграничен представник на МРО во Софија. Оваа должност тој ја извршил до 6.10.2001 година.
Како миг из цела Македонија се шириле версиите за неговата револуционерна апостолска дейност. Насекаде тој пречекуван како првенец на револуцијата, како долго очекуван предводник што дојде да го подигне и организира народот за спасоносно дело на револуцијата. Честите инспектирања на револуционерните райони од страна на Гоце Делчев донесе многу за затврснување на организационата мрежа и за будување на масите. Таква една посета се случила во октомври 1903 година во Прилеп, Прилепскиот регион. Прилепската районска чета го чекала Делчев, кој би придржувал четата на Никола Петросински и со својот пријателник Иван Манолов и тајно го вовела во Прилепскиот регион. При тоа Делчев ги посети селата Тројанци, Плетва, Ревојци, Лениште и Селце, каде што бил сместен во куќата на еден доверлив селанец. Бил организиран собир со селското население, на кој Делчев говорил за идеалите и целите на македонското револуционерно движење, за неговата борба за слобода, повикувајќи ги сланите масово да се вклучат во таа борба за слобода на Македонија. Делчев на 23 октомври 1901 година се сретнал и разговарал со ръководителите од Прилепските села. На 30 октомври во форма училишен совет во најголема тајност се сретнал со прилепските учители, членови на организацијата. Овој состанок минал во срдечен и близок разговор за педагошките револуционерни прашања на прилепските учители со великанот на Македонската натрешна револуционерна организација. На истиот состанок били разменети корисни мисли за педагошкото подготвување на идните револуционерни идеолози и борци ученици како не се организуват на движењето. Последнодневен активен револуционерен представ во Прилеп. Гоце Делчев на 30 октомври 1901 година привезуван од Але Христов, Алекс Гермончето и домаќинот каде што представувал во Прилеп госта, со пајтон во најголема тајност како тројовски патник заминал во Битола. Тука, при својот повечерен дневен престој, во Битола Гоце Делчев на два пати се срезал и со Дамир Груев во битолскиот затвор. Оваа посета на Делчев во Прилеп и Прилепската околија, односно пошироко во битолскиот револуционерен округ, се почувствувало засилување на револуционерниот дух во округот. Нараснало борбеното чувство, а вооружувањето може да се засилува. Во 1903 година на македонското ослободително движење кој се наметнало прашањето на встание. Гоце Делчев го отворил решението на Солунскиот конгрес одржан во януари од 15 до 17 1903 година, познато тоа встание како Римско встание како преран и неподготвен чекор со четата заминал во внатрешноста на Македонија, каде сакал со раководните кадри да издействува повлекување на револуцијата. На 19 јанари 1903 година Гоце Делчев со четата го минал мостот на реката Ангиста во воздух и билдинал тунелот на железничката пруга. 19-20 април истата година Гоце Делчев пристигнал во Солун, каде што има неколку среќавања со Дамир Груев, кој што се вратил за решение. Со него го разгледува прашањето за потигање на встанието, но не успел да го разубеди. Од Солун се упатил на конгресот на Сербскиот револуционерен округ закажан за 6 мај. Пристигнал во село Баница, Сербско на 3 мај. На целиот пат од Софија до Солун и потоа го следен и предаден. Во зорите на 4 мај 1903 година Гоце Делчев, неговата придужба се известени објавтаците дека се отседнати од турската војска, турската османска војска Аскер. Гоце наредил да излезат од куќата каде биле сместени и да се повлечат за да го спасат селото Зулум. Тоа кобно утро за македонскиот народ во борбата со турската османска војска загина Гоце Делчев. Неговото загинување ќе предизвика голем интерес и внимание на печатот во Европа и Америка, кој заради актуалноста на македонско прашање во почетот на 20 век внимателно го следат настаните во Македонија. Дописникот на лондонски Daily News Џон Макдоналд напише своите спомени дека Делчев беше главен организатор, државник на револуционерното движење, идол на македонското славство, додека Н.Р. Даев ќе забележи дека душата на македонската организација беше Гоце Делчев. Тој балкански Гарибалди, тип на неуморен народен револуционер. Неговите посмртни останки прво се чуваа во Баница 1918 година, којто потоа се пренесе во Ксанти, од каде во Софија, тоа 1923 година. Значи, во Чежевски се чува домот на Михаил Чаков, а на него пишувало: и заколнуваме поколенијата што даѓаат Свет Зејковски да бидат пограбени во главниот град на независна Македонија. Заветот е исполнет и на 11 октомври
1946 година се пренесен во Скопје во црквата Свети Спас. Почитувани, иако живееше само 31 година, Гоце Делчев со својата дейност во македонското ослободително движење остави неизбриштива трага во македонската историја. Неговото име, личност и дело доживеа да го преживее претходните изминати години, за да биде знаме и патоглас на македонската борба за слобода. Во целата саможртва за делото на слободување на народот во Македонија и создавање на независна и автономна македонска држава го донесе ореолот на признание и почит. Неговите име стана легенда, скрајна во света на македонските народни маси. Неговото име ги возбудуваше македонските поколенија, со тоа име македонските прогресивни сили ја водеа во сосема нова обществена политичка ситуација во борбата на македонскиот народ на национално и социјално ослободување. Ви благодарам за вниманието.